Јас се согласувам, Дарко, дека во образованието имаме хаос и тоа не само со учебниците. Ние имаме постојано и перманентно 4-годишно продуцирање на хаотични состојби и тоа во сите сфери на образованието. Со учебниците, со компјутер за секое дете, да речеме во основното образование. 50 милиони евра се дадоа за компјутери, стојат по подруми, не се отворени, расипани, необучени наставници за да предаваат на тие деца со помош на компјутерите, без било каква инфраструктура за да тие проработат, а да не говориме за условите во кои што одат учениците во училиште од аспект на згради, тоалети, клупи, столчиња во најголем дел од училиштата во Македонија. Понатаму, имаме еден хаос во високото образование со така наречените дисперзирани студии и либерално регистрирање на приватни универзитети. На прв поглед тоа изгледа привлечно и за младите луѓе, и за родителите, бидејќи се олеснува запишувањето на факултет. Меѓутоа, што со диплома која што никој потоа нема да ја почитува или да ја признава? Груевски беше во Израел, се вратио тамо и ни раскажа преку медиумите дека на Шимон Перес, председател на Израел, му кажал дека во Македонија 96% од средношколците се запишуваат на факултет. И тој му рекол тоа го нема нигде во светот. И он се враќа и тоа го кажува како комплимент. Не помислува дека може би ни се чуди и ни се смее. 96% од популацијата од една генерација ќе имаме со факултетски дипломи. Кај ќе се запослат тие луѓе? Дали во една држава се потребни само луѓе со факултетско образование или се потребни мајстори, дреари, леари, зидари, фризери и така натаму и така натаму. Во овој момент во Македонија на 22 различни адреси може да се стекне дипломата на правен факултет. А Македонија е 2 милиони луѓе, тоа е всушност еден универзитетски град во Европа или во Америка. Значи, тотално неодговорно, популистичко однесување, каде што за жал последиците ќе се увидат после неколку години, бидејќи во образованието продуктот се всушност луѓето, знаењето на луѓето, и тоа ќе се види како последица после 4, 5, 6 години, тогаш кога ќе ги завршат студиите или системот на образование и кои ќе се појават со барање за работно место. Значи, хаосот во образованието мора да се среди. Нам ни треба квалитетно образование. Нам ни требаат дипломи кои што вредат. Нас ни требаат дипломирани луѓе со знаење. Нас ни треба знаење, нас не ни требаат дипломи. И тоа ќе биде основната цел кон која што ќе се стреми идната власт на Социјалдемократскиот сојуз.